Почитувани новинари, почитувани граѓани. Денес ќе објавиме јасни докази дека злосторничката група на Заев и Спасовски, составена од над 40 полицајци, правела црни списоци на автомобили кои морале да бидат отстранети од сообраќај, организирала физичко следење на неистомисленици, правеле списоци за гласање на СДСМ и давале наредби за измислување на прекршоци. Наместо во име на законот, тие делувале во име на партијата на власт. Ваквата параполициска партиска формација во служба на СДСМ вршела брутална злоупотреба, а освен раководството и командирите на прилепската полиција, во нејзи учествувале и лица од најблиското обкружување на Оливер Спасовски. Црн список на возила за отстранување, измислете прекршок, тргнете го, барајте му лекарско. До вечер список од акцијата Глас Плюс важи за сите, се дел од пораките кои ќе ги објавиме како дел од злосторничката група на Заев и Спасовски. Да одиме со ред. Оваа група, според тоа што имаме на увид, била под команда на Кире Китановски од МВР, човек на советникот на Оливер Спасовски, Оливер Лукаровски, и истата целосно се ставила во партиска функција на СДСМ. Еве доказ. На 17. октомври 2021 година, командирот на ОВР Дарко Цуцуловски во Вибер групата каде се одвивала координацијата на групата дава команда. ПП 8725 АД Бел Опел, ПП 7323 АЦ 206 Караван, ПП 3420 Фиат Црвен, ПП 9142 АЕ Пасат Зелен, ПП 877 Ровер Црн, ПП 4125 АД Корса Сива, ПП 129 ЦХ Астра Сива. Сите овие возила возат за нив. Гледајте да ги отстраните одма. Ова е директна насока и наредба од командирот на ОВР Прилеп со цел шиканирање на активностите на ВМРО ДПМНЕ. Од комуникацијата на Вибер групата гледаме дека буквално полициските службеници на смена следеле само луѓе кои политички не се согласувале со власта. Во една друга комуникација, Андре Лашковски БПС Прилеп дава информација. Јапано вози низ Тризла сиво комбе со такси ознака на него. На што Крајовски Александар БПС Прилеп дава насока. Ако има такси табла, запрете го и барајте му лекарско. Во насоките како да се постапува со возилата, предничи Дарко Цуцуловски, командирот на ОВР Прилеп, кој дава наредба. Ако треба измислете прекршок и отстранувајте ги. Ајде, остана уште малце. До крајот, не знам кај се најдувам, звона на сите страни. Почитувани граѓани, не само што службата била злоупотребена како параполиција на СДСМ, туку и тие биле претворени во агитатори на власта, во собирање на гласови за Социјалдемократскиот сојуз. Дарко Цуцуловски, командирот на ОВР Прилеп, во групата на Вибер издава насока. Колеги, во четврток и петок е терминот за доставување на списоците по договореното. Внесувањето ќе биде од 16 до 19 часот. Во друга порака станува јасно дека тие имале систем или список во кој ги внесувале гласачите. Цуцуловски појаснува. Да ве подсетам за вечер, после 18 часот, за внесување Глас Плюс важи за сите нас. Почитувани, од ова се гледа дека станува збор за злосторничко здружение кое работело за потребите на СДСМ во целост. Од следење, малтретирање, шиканирање и тепање. Јавното обвинителство да постапи веднаш и да го истражи случајот. Очекуваме истрага која ќе резултира со конкретни обвиненија. Институциите не смее да користат за партиски притисоци. Доколку институциите, кои се надлежни да го расчитат овој случај и да превенираат вакви злоупотреби, не работат по закон и не ги спречат и санкционираат овие дејствија, треба да знаат дека по ослободувањето на системот ќе има одговорност за сите кои учествувале во ваквото организирање, шиканирање и малтретирање, како и тие кои оневозможувале истрага. Ви благодарам на вниманието.